Не само ризовите полиња во Кочанско, туку и земјоделските површини во други региони во Македонија годинава се соочиле со наезда од глодари. Посебно забележителни тие биле во Прилепско, каде оштетувањата кај населените површини се сериозни, поради што неопходно е да се преземат заштитни мерки. Една од причините за појава на глодарите била минатогодишната блага зима и обилните врнежи од дожд, поради што глодарите излегле од своите подземни скривалишта. Такви се согледувањата во Министерството за земјоделство, откако по реакциите од земјоделските производители биле направени испитувања на терен. Проблемот бил разгледуван и на седница на владата, пошто е изготвен акционен план за уништување на глодарите, рече министерот Михаил Цветков при посетата на Кочанскиот регион по повод деновите на Оризот. Ние како министерство формираме комисии каде што одат и ги дават советодавни мислења на земјоделците како во моментот да се справат со глодарите, а Министерството во декември месец ќе организира уништување на глодарите, бидејќи тогаш е и периодот каде што тие успешно може да се уништат, така да значи се во све тоа Министерството ја прати ова работа и мислам дека во декември ќе биде конечно уништување на овие глодари. На почетокот од овогодишната жетва на Оризот, земјоделците се пожалија дека забележале оштетувања кај посевите, што директно влијае врз намалување на приносите. Гледам дека е намален приносот. Имаше многу глувци, глодари, многу штета направија, ќе имат доста загуби, но што е тоа? Земјоделците кои имаат оризови површини во атарите на селата Чифлик, Чешиново и Облешево тврдат дека глодарите се појавиле уште минатата година, но тогаш ги имало во помал број и оштетувањата биле минимални. Сега очекуваат од ресорното министерство навреме ќе реагира и ќе обезбеди соодветни препарати за уништување, за да се спречи наезда каква што во Кочанскиот регион имаше пред 15 години.